Не, ова е нова сезона, а ова се прекрасните DJ One и Горан Папас. Врати ми ги парите. Не ти ги враќам парите. И да одиме со работите понатака. Папас треба да заборави дека му украдо 1000 денари. Што треба да направиме? Вака. Имаме сегмент во емисијата кој што го нарекуваме најдоброто од Твитер. Има еден твитерџија, се вика Иджи. Треба да го следите, бидејќи е супер. И секоја емисија ќе ни дава баш тоа што го кажав, најдоброто од Твитер. Ајде да видиме. А Твитер делот го правиме од една тајна локација каде што друштво ми прави викса. Не можам да не задремам и да заспиам во исто време со муавето. Нели, кажи колку е час. Да час. кажам искрено, сега е петипал. Ова е работно време во Јужна Африка во моментов, на јужниот дел од Топкава, али кај што или оние патики што шијат во Филипини. Нема брат, тие ги напредија. Тие се сега газди се сега имаат дуќани продаваат малани у Кина. Ако мислиш за мануфактура. Јордан Гиров, кажу, го викале поен, бидејќи за еден IQ поен ќе можел да работи во кабинет. Спекат, чека да го размислам ово да го доживеам. Битолчанец мора да. Воено, утра, немам што би можел да додадам. Љубиша, ја викале Југославија, пошто ја имале растурен. Имаш уште. Зависи, и тука може пушење докато ти шумуваме, ама не е здраво, апсолутно и не е препорачливо. Докторски неоправдано, али во тој контекст. И од своја заради дифузија неоправдано. Они се добро, ја ги викам своја за радиотрансфузија. Джиги вика, како се вика лав без коса? Ке лав? Добар е. Не ми се свија, не дека го разбирам со фризура, не дека се поистоветува. Ке лав, ова е кратенка, ова е многу комплексирано. Или може лав на кинески да е. Ке лав? Не знам на кој, ај ти се подобар со источна Кина. Ја знаеш она старата со ѓавот. Се апропо тој муавет, Лусида Санс вика, нит торам, нит копам. Дали сум ѓавола? И ти нит тораш, нит копаш. Дали сум ѓавола, па сега... Нели? Секој може сам да е ѓавола. Добро, размислете ова, не, ама не е точно твитерски. Боби е еден од најдобрите твитерџи, Бетмен Велики. Джиги го имам виден на Боби, добро. Да, а Боби треба да го видиш ако не си го видел. Hilarious инаку, и вика вака. Васен Тупурковски има 140 IQ според Менза. Добро, тука можеш и у фити да играш интересно, ама да ти кажам вака, у глобална смисла. У глобална смисла. Смалене, протагонистот, главниот юнак од овој твит е намален, искрено кажано, пред 2 недели, недела дена пиев кафе, сега, да, мене ми беше таков денот или не, ама мислам дека се бави со спорт. Па гарант. Не ти личи за спорт. Па како не плюс председател нели на МОК и така натаму. Не, голем поздрав и голем респект за вас. За меѓународниот дел од него. Постануваш тука, така? Апсолутно, мене ми интересно. Имаме скевовкаме, а сега одиме кај тој убавиот водител. Сега сум грдник. За Дарко Станич едно знаеме сигурно. Тој е голем. Голем. Она што ретко кој го знае е дека и самиот сака големи работи. Поточно се плаши од малите, затворени простори. Како и да е, клаустрофобијата воопшто не му пречи на теренот, а како се снаоѓа во сооблекувалната, тоа сам си знае. Кога сме веќе кај проблемите, верувале или не, семафорот е еден од нив. Дарко е далтонист, а најпроблематични бои му се баш црвената и зелената. Па добро, тоа што е еден од најдобрите ракометни голмани во светот сигурно му помага ако налета на проблем со полицијата. Од друга страна, вас девојки, црвениот кармин не ви помага. Нема да помине ни тивка вечера со некоја романтична комедија. Дарко е фанатик по хорор филмови. Ако случајно ви рече "Here's Johnny", не се возбудувајте премногу. Тоа е само реплика од неговиот омилен филм Shining.
Тоа беа трите работи кои не сме ги знаеле за Дарко Станич, а еве го лично и персонално министерот за одбрана на Србија, Дарко Станич. Ајде, повели седи. Еве ти ги повредам рацете, тие раце злато, значат до металург. То после ќе го иди Елино. Убаво стигна, се снајде. Па што не знам, питам. Да, го знаеш Скопје како што треба? Па доволно, да. Колку време веќе си тука? Па ево sad će malo više od godinu dana. И како? Се е окей? Ne žalim se, zato sam i ostala. Одлично. Даре, не те има многу по медиуми. Си може да се каже најголемата звезда на Металург. Може би најголемата спортска звезда кај нас без ласкање, така си е работата. Еден од најдобрите ракометни голмани во света, многу те нема по медиумиве наши. Ja sam razmišljao to prije par dana. Не те викаат што? Pa vidim levo desno, zovu ovoga, zovu onoga. Да, ne znam. Ну звона на Мојсовски, на Ванчо Димовски го викаат. Ој, Добре. Малиов Манасков. Naravno da tako i treba prvo svoje, pa onda otkale. Кажи ми вака, како ти се развива кариерата? Кога беше моментот кога почувствува дека го даваш максимумот и кога беше моментот кога виде дека сите те препознаваат како што треба и дека те ценат? Pa ne znam, došle su stvari same od sebe, kako bih rekao, od samog nekog starta moje profesionalne karijere. Pokazao sam da sam dosta drugačiji od ostalih golmana, da ima nešto posebno u sebi. To su zapazili treneri i stručnjaci, tako da je bio nekako ucrtan moji dalji koraci u profesionalnoj karijeri. Почна од мало место од Црна Гора, така? Da, baš malo mjesto. Од мало место од Црна Гора. Nešto slično kao Negotin. Да речем. Почна од Црногорското Неготино. Доаѓаш сега во Металург, во моментот Металург важи за, да речеме, топ 10 клубови во светот. Pa na putu je da bude sigurno, ako nije već sad među 10 najboljih klubova. Кога почувствува ти дека си добар голман? Од секогаш беше голман или играше нешто друго? Pa često mi postavljaju to pitanje, ali ja govorim da čini mi se od kako znam za sebe, od kako sam se rodio nekako sam na golu i Као дете во основна школа бранеше? Da. Значи кеф ти Još било prije да- osnovne škole. Уште порано. Da. Значи ти шутирале по дома. Jesu. I uvijek stariji momci i sve i starije ekipe su me zvale da im branim, da im stanem Исто na и gol. папа така има брането во мало, ама па дека е мал, не заради друго. Не, бранев затоа што не знаев да играм ништо друго. Ето, да, јас се збунам. Кажи ми, имаше тежок период со суспензијава, кога ти оттија Кокоин те забранија да играш 2 години. Da. 2 години. Шо правеше 2 години? Мене тоа ме занима. Финансиски како издржуваше 2 години? Pa dobro, mogla bi da se napiše knjiga za te 2 godine, šta mi se sve dešavalo, teško to mogu reći u par riječi, ali kad dođe čovjek u takvu situaciju, to je borba za golu egzistenciju. Што правеше, да речеме, кога? Tako da ne biraš puno šta ćeš da radiš, mene je tu nekako najlakše bilo da budem konobar, što sam i bio konobar, tako je. Значи, фактички ти дојде, да речем, до не врвот, ама стана познат, признат голман, ти се случи ова и после тоа конобар, Дарко Станич, кафе ти носи. Jeste. Nosio sam kafe i možda je ovo zanimljivo. Taj moj povratak posle te konobarske karijere, pošto sam prvu utakmicu branio za reprezentaciju Srbije. Цветковиќ те викна, Цветковиќ, да. А чеке Цветковиќ, од кај со цел памет, па Станич нема играно, топка нема фатена. Pa dobro, sigurno je čovjek razmišljao šta je to njemu potrebno da dobije tu utakmicu. Ама и мотивација гарант имало тога. Pa naravno, čovjek je isto karakterističan, čovjek i voli da rizikuje u životu, tako da i tad stavio sve na kocku, Ти што си dovodeći mene. помисли, да речеме, носиш кафе, ти звони телефон, те викаат за репрезентација. Pa dobro, trajalo je, to je jedno duže vrijeme. Али како мислеше на тоа, како го свади, као втора шанса, као, не знам. Pa ja sam od početka kad mi se to desilo razmišljao samo da mi je još jedna šansa, bilo kakva. Nisam razmišljao da će tako velika šansa doći, ali sam se nadao da će mi neko pružiti bilo kakvu šansu, pa da krenem od nule. Znao sam da i ako krenem od nule da ću da Само да uspijem. ти се пружи, Da ću da uspijem. кога фаќаше повеќе девојки, кога беше коновар или голман клас?
To je teško pitanje. Нели? Знам дека се лепат на конобари. Го имам видено тоа. Ne, to je bila kafana, nije to bio kafić. Ja sam kafana, radio znači u tamo, kafanu, da. Pištolji, tuče, ja sam imao tuča tamo svake nedelje. Ама добро, со тебе никој не смеел вака што тука. Pa ljudi se napiju, pa... Па си мислат те гледат како папас. Мене ме интересира која частел повеќе. Кога бил конобар или кога бил домар? Častio sam, uvijek sam volio da častim mada sam tad shvatio tu profesiju konobara, pa kad sam sad ponovo golman, volim da častim konobara. Така, ето така. Па значи конобари, кога ќе го видите Даре, бакшиш. Uvijek. Како дојде во Металург, кој те викна? To interesovanje je malo duže bilo, ali nisam mogao doći kad sam ja želio, ali uvijek sam želio da dođem u Makedoniju. Da. Postojalo je sigurno jedno 3-4 godine prije nego što sam došao. Vardar, Металург, bilo kada? Ne, Metalurg Baš konkretno, Metalurg. da. Baš Metalurg. I tako je počela komunikacija. Dok se nisu stekli uslovi, namjestio život, Со газата стоиш добро? Pa, Ако ми треба нешто. vrlo brzo sam se uklopio, naravno. Фановите на Металург познати? Pa naravno da moram da odvojim vrijeme i za ljude koji me vole i koji cijene to što radim. Кажи кога скандира Дарко Станич, какво ти е чувството? Мислам, на што мислиш во тој момент? Што ти се врти во глава? Stvarno je poseban osjećaj. Zahvalan sam sportu što mi je to donio i stvarno je neopisiv osjećaj kad ti skandiraju 7-8 hiljada ljudi u Makedoniji, kao što mi je skandiralo 20.000 ljudi u areni beogradskoj, ali mogu reći da to u areni je bilo i jednom, dva put, tako. Međutim, naravno da su moji navijači vjerni ovdje u Makedoniji i nekako se još veće osjećam kad mi oni skandiraju. Bolje me poznaju. Им се пикаш малку тука на македонска телевизија. Pa dobro, moram malo sve. Ова како ја што му се пикам на Даре, сега сум наведов, не па тоа све во пирамида иде. Зошто седиш, зошто се загреваш сам? Сите си се загреваат заедно, Даре некако код људ да им е на сите, на страна се загрева. Pa dobro, ta tema je veoma široka. Kad bi ja počeo da pričam na koji način ja radim, treniram, zagrijavam se i pripremam za utakmicu. Си имаш посебен метод некако? Ali svi, kako znam, od kako sam u rukometu, svi treneri mi daju tu slobodu da ja sam sebe pripremim za utakmicu. Да не мислиш дека ига дава овој будала, дај нека иде на Pa страна. često i mislim. Ali ja volim da puste da mislim. Исто имам приметено дека докторот нешто ти дава да шмркаш сред утакмица. Тоа не е нешто... Pa nije, sigurno da nije, zato što se ne smije, ali... Да смееше, ајде бе! Slušaj, to je onaj placebo efekt. Аха. Ti dođeš, šmrkneš i misliš da si šmrknuo, ne Мислиш znam кој ja знае за šta. какви... Сега супер ме Ne ќе стане. pitam puno šta šmrknem, ali mi je dobro. Доаѓа доктор дава. Da. А тоа ствари Оствара. витамин С. Ти ж папа шмркаш пред свирка? Не сме. Не знаеш како. Плацебо А ефект. што е тоа? Стварно нешто ментол, така ли? Па ништо фактички не му Ментол, дава на ментол. човекот. Ментол, ето. Mentol otvara... Не му даваат ни ментол. Ни ментол не му дава на Дарко. Даре, 34 години веќе имаш. До кога цепаат ракометни голмани, пошто фудбалски вет докај толку негде, вајде им завршува кариера. Повеќе може да трае кариерата во ракомет. Sad si me iznenadio, 34 godine. Толку. Да. Изгледа за 26, Даре, не се Pa љути. to hoće... Така. Може да се тере уште. Pa može, ali za mene kažu način na koji ja treniram, koliko se trošim na treninge, sve da mogu dokle ja Уште hoću. стотка. Ali nešto mi se i ne trenira, evo nešto mi se i ne igra toliko dugo, gledam nekako da... Даре, Završim to u pristojnim okvirima. Сега ми спомнува тачно збора дека многу не тренираш. Ама не се некои сега може да се излобни јазици, кај да знам како, ама викаат абе Дарко не тренира нешто. Многу он си застанува на гол и брани. Човекот брани. Од секогаш било така, мислам вистина е прво. Стварно не се замараш нешто премногу. Па барем кажи му кој ти кажал. Кажи му сега кој ти кажал, нека не размислува толку. Добро де папас ми кажа, те прати и те следи. Иначе голем фан ти е и те следи. On me onda razumije. Ovako, znaš ko me razumije? Umjetnici me razumiju. Уметници. Апсолутно.
Он е уствари човек што сака да се да проба. Така беше? Pa da, Значи, Понекад. што не се плаши од ризици. ne, nikad. Дарко Станич, risk taker. Така го викаат во Америка. Bravo, bravo. Трепкаш ли Даре додека браниш? Трепкаш ли додека браниш? Дали трепкаш? Da li trepkam? Не. Ne. Никој не те прашал до сега, признай вако прашање. Не, вака глупаво прашање никој не го. Pa to pitaju uglavnom golmane koji se plaše. Вака кога ќе ти направат на седмерец, трепкаш? Ne. Не, ја трепкам. Ја трепкам пред телевизор, бро. И ја сам. Даре, вака кога ќе мрдне ја трепкам. Неверојатно. Дарко, Лино Червар ти е тренер. Светски признат тренер е. Со медали, олимпијада, едно, друго, трето. Што за тебе значи што ти е Лино Червар тренер? Ти значи нешто посебно? Мислам, ти дава некаков плюс? Kako ne, mnogo mi znači što radim sa Linom Červarom i ja je vrlo isto poseban čovjek i poseban trener i sve radi na poseban način i za sebe ima uspjeha i rezultata, kao što i prije da se nadovežem na priču, sve to što ja radim na treningu, odnosno radim ili ne radim, ne može ako nema rezultata na terenu. Тој од металургика, абе додека брани која сака нека доаѓа на тренинг. Ali tako je, mislim. Која сака нека станува, не е проблем. Svi čekaju da vide šta znaš na terenu i šta pokažeš na terenu. Ja sam odgovoran čovjek i čim ne ide na terenu, vrlo brzo se aktiviram i radim na svojim nedostacima. За Карабати случајот сакам да те прашам, нели, во кратки црти го обвинија дека се кладел на негови надпревари, па не знам дека се кладел да изгуби неговиот тим и така натаму и така натаму. Ти си се кладел некојаш, не мора да се на твои надпревари, него на раковете си ставаш ливчиња? Zadnjih, od kako sam se vratio u profesionalnu karijeru i posle konobara, promijenio sam... Ама конобарење доаѓа со плавење. Pa da, Posebno u promijenio kafanu. sam svoj stil života skroz, znaš. I onda, do tada sam se i kladio, ali posle toga ne. To što je Karabatić i društvo uradilo je pitanje šta je, uvijek postoji i druga strana. Pa ne znam што, Da li je- малце се е во магла, некако баш не се Pitanje je da li je to istina i šta je u stvari istina, tako da. А постојат такви работи, си чул? Мислам, општо... Pa naravno, u današnjem modernom sportu svašta postoji. Ali bili ste. I ta kladionica je mnogo pokvarila. Кој се sport. клади највише од колеги? Ај, кажи ми се. Pa čini mi se da Rakčević voli da se kladi. Ja. Лино се надевам го гледам. Ne, znam da on prati to sve. Спортски бе, спортски, нема љутиш. Даре, фала ти што дојде, те ни правиш чест, ева во премиерната емисија од новата сезона си тука и се надам ќе се видиме пак. Изморен си те гледам, треба да одиш да одмориш, те чека важна утакмица со Киелце, кога оди ова гледачи да знаат дека сме победиле. Те гледаме ближе. Фала ти уште еднаш. А ние што треба да гледаме? Треба да гледаме една многу интересна работа. Бидејќи многумина имаат проблем со пуштањето, ние решивме да ве едуцираме, така да еве еден мал интересен туторијал, го нарекуваме пуштање. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Си го гледала новиот филм со Леонардо Ди Каприо? Не. Сакаш да го гледаме кај мене? Горе. Keep on, keep on doing it. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Обратно, ова никој желе, со тебе секогаш правам некои ексклузивни работи прв пат. Тебе се разговарав со твојов продуцент. Знаеш како идејата извршниот продуцент, дека ќе правиме емисија Рикверт и ќе иде цела на назад. Со новата технологија која ќе се ја премоташ дома назад, да ти е многу добро. Вторите, ќе одиме на сами да го читаат текстот луѓе од дома. Дневен вестник, ќе пишуваме што има во емисија, така ќе гледаме кој не гледа како ни се гледа. Дали 600 луѓе не гледаат или 350 као прошла неделя. Сигурно ќе не гледат трендове, ти кажам.
Пошто не наш човек, има не наш човек. наш човек, еме дело да ми Ајде, сијава, видиме, плюс ни што дава вика, некој стварчич. Така, информативно така. човек. Трендо вака вика, првата слика е, ова не знам што е, ама предпоставам дека лавав што избега од кавадарци. Ама не, чекај да циднам полбаво, подлабоко, се вдлабочувам, скалио се фасцинантни, ја не знам дали му Подсетува на кавадарци. Па би се сложил со вас, колега. Мислам дека кавадаречка скала е ова. Да, и најверојатно лавов избегал и сега бара каде ако не во контењер. Паметно. Ај, Така апропо маката да видиме другото. Веќе, апропо, може Малер да набие 2 недели. Кјути, готово. Нек си ги прочитал новите правила од 98. Признал. Океј. Признал Маријана и Росан. Не вработим. Според образованието во Македонија и сега забележуваш има секакви, ама дали си знал дека има 531 министер не вработи? Еве тажна бе ова глобализација. Ова е Капитализам чизбе, ги остави без работа. Масониве ја окречија цела работа. Па ќе кажам и сум рекол. Ајде следно. Ај, Ова ти ќе си кажеш. Ребро без коска. без коска? Без коска? Без коски. Па, тројка. Кош без коска, ребро без коска. Тројка. Одлично. А чекај, ребро, може да го разбереш Као ребрендинг, добро во маркетиншка смисла. А у америчка вака епизодна Бро, улога бро. Сме биле браќа, сме биле. Ребро. И сега ребро. Значи двајца скарани фраери, после извесен период кавга и оговарање по луѓе нивни за кој што направил другиот полошо. Да. Соединувањето е ребро. Нека остане Викса во оваа бестежинска, да, состојба до идната емисија. Врати се опушти. Не, па не, се пушта, опушти. пушта, се опушти. Пушта сова. Да, и ќе биде тука идната емисија. А тоа нема врска што снимаме ние повеќе емисии од еднаш. Не, се правиме дека ова е таа. Ова е во живо. А ние продолжуваме со човекот кој многу добро го знаете и кој каде се го нема во овие моменти. Многу ми се допаѓа што го гледаме во едни од најдобрите филмови било кога направени во Македонија. Веќе видовме еден од Дарко Митревски трето полувреме, го очекуваме од Столе Попов до Балчак. А еве го човекот Коцев, Сашко! Разумско. Нашиот светско. Таза женет уште мрсен си од павчето. Со затрчување сум скокнал, да кажам. Така. Како животот? Добро бе, супер, што како животот. Нели човек живее и после ќе се ожени. Како тој што го прачали. Како е животот? Па добро, знаеш како е живот до 14 години, па после жена, деца. Папа мисли да се жени, шо ќе ги советуваш таза жените? Супер, а? Шо би го советувал? Твојот збор секогаш да биде последен. Да, драга. Така да викаш. Така, значи Секој немаш расправи, а ти ќе бидеш главен. Да бе. Ти точка ставаш на се. И ќе сватиш у брак дека има работи поскапи од 200 евра. Например, ташна 400 евра. Јас сум мислел од 200 евра. Ти си тоа е ултимейт. 200 евра, човек. 400 на Како тој вицот, се јавиле другарите и му рекли као абе, одиме вечер во град. Да. Као ќе одиме, маја да ја прашам жена ми сега. И му се јавуваат. И се јавуваат и тој вика абе, сеам голо. Ајде, она мене да те не искачам, бе. Да. Она ќе ми каже. Беше на Малдиви. Да. Ја ќе ти направам контра му за пари и сега на Малдиви Да, беше на како. Колку парички тоа Малдиви кошта? Не, озбилно, сериозно. Нема Колку врска. кошта едно Пари, Малдиви? Не се битни парите. Абе, бе. колку кошта Абе, едно битно Малдиви? е- Со илјадарка се Да, поминували? кампањата, Се а? поминували со илјадарка? 1000 денари му давам, цел ден ќе те вози. Цел со- ден те води тој со рикшо, со нешто од кај. рикша. Шо вози тоа? Мене, млада, немаш на телевизија да го кажам за Дај кажи го, ај ќе те нешто ќе Не, направи. не може. Ајде да ќе Па правим. кумано ове двајца доди афганистанци, бе, пуни кеш и вика брат, без му тој у Индија, без му шатасмо се, без му ова како се викаше. У Тајланд и тие рикши у те пасми ги оде. Не мора се да А, ако го не, добро, ќе го скратиме на Али тие невбавот. рикше. Много згодни тие рикше, бе. Многу згодно. Много згодни. Таму како е скапичко? Ама ти уо, не бе супер е. Бевме у едно населено место и шетавме секој ден на различен ресорт, различен
различен хотел, различен остров. А летањето како ме интересира? Не овде Малдиви. Не одесно. Имаш... Има и калдарма од време на време. На летува. Колку летови смени до таму? 4 лета. 4 лета. И вреди ли бе Сашко? Скопје. Па, аз после 4 лета е многу глупо да каже не вреди. Така да, нема да го најдеш тој човек што ќе каже лоше си помина. Да, а 4-8 веќе тоа е тоа. Си измерил. Не, добре, многу во секако разгледница. Според за ова, за филмови, нели, до Балчак се спрема, ова више отида и на Оскар, нели, градите на Катерина. Тоа ли многу те интересира? Не си женет, не се прашува дека не женет. Па какај сме да прави? Имаш прашање од Твитер, сериозно, и викаат прашање од Сачко, дали беше жена му окей со таа цена? Ќе го прашаме. Не, нема. Жена му е на Малдиви уште. Жена му е уште на Малдиви. Жена седи. Не, она рече, може со градите ли да ме носиш на Малдиви? Катерина е тази актерка. Да. Добро се снајде. Во снимање, во... Да, бе, да ти кажам. Кој дел од филмот најдобро го одигра? Она или да? Фудбал. Сега. Се смеевме со Дарко, викам, дај бе да ставиме на една сцена, она на тренинг и она игра фудбал. Не кажа? Штоп награди. Не, па се зема. Добро, да. Штоп награди. Штопна. Штоп награда. Штуц награда. Овако, не бе, не, супер е Кики, да ти кажам право со оглед на тоа дека нема никогаш не ни помислила си да биде глумица. Одеднаш има главна улога во филм. Главна, ја можам да кажам дека Коста, мојата улога не е главна улога. Не сам приказната е женска. Гладна улога. Гладна, да, мојата е гладна. Не, тоа е главниот лик, значи. Така да таа може да имаше мал шок, како и секој глумец, нормално, и јас сум имал мал шок. Си ги гледам првите сцени, што сум ги снимал, какви се тие при крај на филм, што сум ги снимал. Тоа не е нормално. Така да. Чека, не го снимавте хронолошки, така? Не бе, ниеден филм кај ќе снимаш хронолошки, тоа знаеш Сашко, и тоа е тежината на не, и шо правите? Ништо, кини, нема. Ако има можности за интериер, ама сега она weather.com, оние Underground. Знаеш за Underground? Не, шо вика? Песната Месечина од Underground. Месечина? Па Месечина бата, Underground. Од Underground. Олку мано. И ти ја свириш Месечина бата? Да. Од Underground. Од Underground? Спијав сам. Знам дека едно време беше ептен исцрпено снимањето. И За летовска збориш или за прошлото лето? Не, ова лето беше. Чека, ова лето до Балчак. До Балчак се снимаше. Еве, да збориме за тоа. Како изгледа тоа? Од кога се станува Сашко? 6 саат станува? Снимање, снимачки ден. Па ако е дневно снимање, со оглед на тоа така да му се извади маста на денот, значи. На денот, значи да ги фатиш последните веќе жолтеникави зраци од Сабале, значи не првите црвените, жолтеникави и задните жолтеникави зраци. Па зависи сега за кој глумец како е распоредот на денот. Еве јас, зашто ми правеа коса, шминка, тешка, комплицирана, со брада, па скоро секој трет ден, бркови, шишање брада, виткање коса, ќе ме видите сега, носам слики во телефон, ми се не носам слики, ви покажам во емисија. Значи рачунај дека видео со магијата на монтажа во моментов ги гледаме. Да, баше така ќе ви остава. Па станување, кога како, ако е далеку сетот од таму кај што сме сместени, некојаш има 4, 4,5, 5 станување, 5,5 е... Саат и 40 во шминка, И значи транспорт, па уште еден транспорт, од шминка до сет. На сет, ако не е готова сценографија, костимографија, камера, светло, ако не се готови се чека уште саат време сигурно, а некојаш и не се чека, некојаш само на глумецот. Ние од 2 сати ги чекаме. Да, ако не е загреан саксофонот. Да. И тоа го прави за 300 денари дневница. За 300 денари бе? Па добро. Аман бе, аман. Не бе, не за мене, за тебе мислам. За 10 марки. За тебе мислам. За глумец? Не, глумецот од љубов. Љубов. Чекај се пари. Ти плаќаш за цигари, бре. За цигари. Ја дека не пушам имам пари. Си ги заштедувам тие пари за цигари. Да, зашо он отишол на Малдиви, а овие други глумци види. 300 по 300, нека пушат. Другите глумци. Малдиви. 300 по 300, 500. И шо правите, бидејќи знам дека долго време сте таму. Цилегнувате, се спиете, има зафрканци едно или се оди сериозно. Јас си се одмориме, треба да стануваме. Абе многу често имам сега. Сабале кога ќе станеш од Сабале, првата мисла ти, леле денеска кога ќе се вратам од снимање, колку ќе спијам. Нема веќе, имаш адреналин многу после снимање.
заради оној стрес што ти го пружа, нуди работата, се враќаш и викаш, не, вечер ќе одиме во кафанче, да се видиме за колегите, да сумираме сума сумарум што снимите. Што ќе правиме утре? Да, како утре, а сцена во оно. Не, за паза главаш за еден, Па утре ќе станаш спием. до 5 и првата мисла, не, више никад после снимање нема у кафана да отидам. Но има и многу тешки денови, тажни, разочарувачки, има весели денови, има секакви денови, не може да каже дека секој. Од што се растажува глумец на снимање? Од лоша одиграна сцена. Кога знаеш дека не си одирал кој што треба? Глумецот, тоа да не се лажем. И колегите, мислам посебно, да не се лажем. Секојаш кога играш, ти знаеш дека си лош или знаеш дека си добар. Само едноставно не кажеш да си признаеш себе. А има моменти кога нема враќање. Се снимило, тоа е тоа се. Па не, има Или му режисерот, дојдеш, има абе, не, има режисер, ја- дај уште. Има, да, има моменти. Најбитниот момент, идеш на режисерот и викаш, он вика имаме, ти му викаш, братче, дај уште една за мене. Немаме. Не, ај уште една за мене. Цела екипа више, Да, ајде уште една А за тебе. позади сите прават. Да, цао, што му е на овој човек? Идеш, снимаш уште еден кадар, тој е најлош. Тој е најлош кадар, тој никад не иде од филмот. Али режисерот, за да не ја навреди твојата суета или твојата самодоверба, он вика, да, може уште еден за тебе. Не, Си работил со режисер што играл? Шта? Уште една? не, во Чешка што снима филм, режисерот беше возрасен, многу искусен и Иван Војнар. Тебе овде малолетни ли се режисерите? Не, локдаун. Возрасен беше вечер. Малолетни, овде са малолетни. Како бе режисерот? Возрасен, yes! Сакам да кажам возрасен и многу искусен. И тој Словак беше, и Словакот прави една проба, добра проба, убава така топла, и снима од прва. Се. Готово, има, од прва има. Како ме викам, има, брат ме викам, бе. Абе, вика, јас сакам документарно тоа да звучи, да изгледа. Значи, природно, значи, кога е природно, ти не знаеш што ти се случило предходно, после, како сега ја и ти не знаеш. Така, така. А вика, после глумецот почнува математика да ми прави, па демек почнува да калкулира тука ќе бидам подобар, а тука ќе бидам вака ќе го кажам, онака ќе за тоа. Ама тоа си се филозофија режисерски, кој како си гледа. се индивидуално и од глумецот и од режисерот. Сними сега ова трето полувреме, кое време беше действието? Некој си 40, од 39 до рани 43. 40-ти, Да, до речем. 43-та. До Балчек е уште поназад, така? Балчек е 906 година. 906-та. Трето Александар ќе го глумиш. Љубавникот на Александар. Ствари, тоа е гранде план на Сашко. Значи го прашуваш кое време се снима трето полувреме? Па по трето полувреме, брат. У трето да. Трето полувреме, да. Прашувате, Да. никаде прикрив, Да. само тоа сте да се. Како немаме некој джингл сега да направи? Се чини дека почна да работиш онака ептен, ти има секаде, гледаш да ти има секаде, се уморуваш ли кажи. Ти доаѓа да ти речеш, обратно, Гото. сега обратно. Сега да ме нема секаде. Не, да ме нема нигде, малце. никаде. Абе, како се случи тоа? Јас све се пазам, викам, чека, ова интервју не го дам, нека излезе кроз еден месец. Абе не само интервју, Немаш филмови, да гледај човече како ти искочија. Не, филмови, дај Боже да се снима месечно по 2. За филмови, значи филм не се одгледа. Што Многу те ми криваше уморува? летоска. Што те уморува? Кои моменти Абе, од кој кариерата момент те те изморува? уморува? Па се те изморува, бе. Замисли, филм, стендап, театар, 7. Жена ти ме изморува. И тоа се прави една пресија, значи се појавил клип на интернет твој, па дали го коментира, дали е лош или добар, па се појавило интервју, дали е добро или лошо, па се појавило гостинка е тебе, дали е добро или лошо. И се тоа одзима енергија, емоции, самодоверба, Со колку емоции си дојден сега, кажи. евентуално. Како се ти Евентуално. изгледа евентуално? Добро, ама значи исцрпува се. Не е лесна работа. Треба секојаш да си насмеан, Ова треба мајстор секојаш да си. Тишкер стави го да направи вакви маси у еден месец 50. Овие знаеш колку ефтини се одма ги направи. Колку време ги направи? Колку време? Кој Колку прави ги сега? направивме? Баш се Не За знам. недела дена сите овие? Сите. Абе, гледаш, Папас го Ама направивме не. за недела дена. Абе, тој си немал друга работа. Кажи ми за Добалчак нешто, бидејќи тоа е следно што доаѓа. Завршени сте со Па, снимање, но се монтира, вака, се прави до Добалчак е кај. завршен со снимање, има многу материјал, знам дека професорот Столе Попов дека сега моментално одбира материјал, значи уште мислам дека уште не е почнат со монтажа, туку само го одбира материјалот за да почне да го монтира.
Мислам дека доста ќе трае затоа што во филмов ќе има многу CGI, тоест Анимација, компјутерски, да. Компјутерски затоа што многу е тешко да направиш му ги работи, сет од знаеш? 906 година, па FX3X, Мишко. Најдобри. Да, стварно се Браво. најдобри. Мишко е многу посветен на работата и сите дечки Добро што за се Холивуд прават. работа. Браво, Тоа мако Али тргне Мишко фрейм има по фрейм, да, ба, фрейм ба, по ба, фрейм. ба. Зашто, знаеш, многу е тешко да си на сет, а тоа да не те издаде дека не е 1906. Значи негде ќе се отвори некоја бандера, во кадар ќе се отвори нешто Значи друго, за сето такви тоа работи, се за изчисти. бришење сето или тоа за се додавање работи? Плюс додавање војски, чуда, прашини и што свели не. Тонот сигурно ќе треба да се преснимува и тука имаме доста работа, затоа што значи сега стоиме тука и не може да го соприш цело Битола или цело Скопје со коли. Обавезно некоја кола ќе помине, сирена, градски сад, нешто ќе има. И треба да се надсинхронизираме. Мислам, тоа е исто нормално за продукција. Ти што очекуваш од филмот? Еве, трето полувреме, мислам дека сигурно се слагаш дека помина како што се очекуваш и уште подобро. Да. Еве го и на Оскар ќе се трка и такви некои работи по фестивали нели отиде. Од овој може да очекуваме исто такво нешто. Столе како Столе исто и незвично и мислам дека ќе помине исто одлично филмот затоа што се работеше без никакви компромиси. Уште поскап Значи филм. перфекција и перфекција. Па, нема не знам, ништо. да го видиме, ја не би можел сега да кажам што е уснимено. Не знам што филм е. Не верувам дека нема шанси да Цртан ќе излезе на цртам крај. филм, анимиран. Како идува театар, кажи ми? Идат ли повеќе пензионери со попустов 50% имаат во драмски? Не знам, умората па сега има. давате 50%? Сега има пензионери. Едва е чекам. Чекам пензионери од диско кој ќе влезе. На Дерек Меј, во вторник Дерек Дерек Меј. Меј за пензионери. Да. Половина помалку за пензионерите. Со жичара директно. Ти се допаѓаш што Со плави картони да влага. со плави картони нормално. А Сега како има мислиш ти здравствена- дека ги Не, гледаат знаеш они? што плави картони? Сега има здравствена картичка нели некоја. Со картичка, Има. да. Ево и картички. Ти идеш на драм? Исклучиво, така? Ти комедија немаш. На драм си платиш? Ако има место од пензионери. А обично нема, а не си пензионер. Ти инвалидска брат. Мај чекам да се пензионирам. За да можеш да идеш да гледаш Да драми. се вози. Клучни инвалид. Ете така. Тоа е Сашко Коцев, ти благодарам пријателе што дојде. Дај ми едно раче. Се гледам. Да, ништо не чепнам. Со Дарко Станиш зборе преска на 18 со Киелце игра. А нели тоа беше помина пред 4 дена 18. Ти помина ова стендапов добро беше, нели? Одлично бе, одлично. Ето така, ето така. Хајде млечната енциклопедија да ја видиме со професор Давид. Знаеш што е? Многу јако. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Најсилните луѓе пијат млеко. Мускули бација, мускули. Знаете кој е главен во Азија? И заштитно лице на млекото? Четли. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Ето, тоа е денешна емисија прва. Убава беше, мислам дека така да се гледаме следната недела. Не, чека, Жаре. Се гледаме. Жаре, Кажи, попас. сакам да те прашам од секогаш, нели порано ти беше во Ајден, работеше? Да, бе, да. Се затвори, што правеше после? По јас работев градежништво, мислам сум ти го зборело. Не знаеш за тоа? Да, добро. Еве, ова е една епизода од мојата градежничка кариера. Тешко време дојде, ето тоа е што да се прави. Без работа. Се најдоа добри луѓе ваму во Дора, ми рекоа, дојди, пробај се, што можеш ти да работиш од градежништво? Викам архитектура. Ме била така за згради. Здраво колеги, ова ви е новиот кандидат Жаре. Ако го биде ќе ми кажете, ако не, здраве ќе бараме нов. Ајде, фала, Ајде, фала. со среќа. Фала. Здраво. Здраво. Здраво, ти си Ване. Да. Ване, здраво е. Па ајде, ја дојдов на работа и така. Одиме, цртаме. Дека вараш работа. Па нели ќе цртаме? Како архитект, така? Па да, ја мислев дека одма ќе ме примиш. Аутокад знаеш? Како не? Тоа е AutoCAD фактички. AutoCAD, да. Така, Гледам, знаеш. за Добро. мачките која ќе
Све ме бива за ова, да ти кажам, се. Имам и убави идеи каде да градиме, се ќе ти кажам тоа. Например, мислам да изградиме до аеродром, до писта. Како што тие се минјат, одма откупуваат стан. До аеродром немаш ни градинка, ни школа, ни трговски центар, ни ништо. Што таму ќе правиш? Ај да видам овде нешто што би направил. Ова е една зградичка. Ова е родителска спална, ова е дневна соба. А детето кај спие? Детето заедно. Тоа е прва грешка. Ете, прва грешка, детето нема кај да спие. Брачни парови. Ама ќе имаат дете. Немој вака сега, види што правиш тука. Види. Гледај, вратата. Жаре, ова скица. Гледај. Добра, ама мислам дека е за детска градинка. Жаре, види сега. За да проектираш ти Владор инженеринг, да бидеш еден дел од тимот, треба да пазиш на се. Прво, секој квадратен сантиметар да го искористиш за потребите на оние што плаќаат. Мора да им обезбедиш добра термичка и звучна изолација на станови. Термо. Треба да предвидиш една добра фасада. Треба да внимаваш за стабилноста на оваа зграда. 127 квадрата. Тоа има барем 3 спални. Еве имам добра идеја. 128 квадрата. Не може така. Брилијантно. Значи, Брилијантно, виде? Си има процедура како се заокружува тоа. Не ти се допаѓа 128. Малку некако чудно така квадратите ги правиш, што е работата? Зошто има овде 4? За четворица. Па трето дете иде сега. Значи трето дете има акција. Треба 5 столчиња да има. Знаеш ли колку станови ќе ни отидат вака? Жаре. Вака. Гледам, си многу добар проектант, меѓутоа Како не? Гледај, знаеш ли треба овде да што ќе почнеш од една друга фаза. И шо се, толку? Ај, се здраве. Кај? Таму да вежбаш малку со циглите, да видиш мајсторите како. Знаеш што не ти кажав уште? Не, знаеш што. Те молам, имаме работа, треба да завршиме еден проект, директор. Паркинг за возила немате за точаци. Значи многу голема грешка. Пази само да не се сопнеш по скалите и таму циглите да ги пазиш. Ајде. Добре. Ајде. Чао. Доста. Да бегаме. Што научивме, кажи ми прво? Вака, јас научив од Коцев дека не треба да се жениме. Да. Така? Исто ти јас го знаеш. Дека врска нема тоа, џабе зборот. Примети дека немаше бурма? Немаше. Виде? Знаеш што нема бурма? Никам да кажам. А знаеш? Знам. Ама нема да кажам. Негде ја оставил или не ја ни носи? Нема да кажам, си знаете добро. Си знае, направи, си знаеш, Коце. Си знаеш. Тоа е тоа од еден од оваа емисија, се гледаме следната, нели? ТВ Алфа, си го знаете времето и се.